Добре дојдовте. Се што не обкружува, ама баш се, од најситната честичка до најголемата галаксија, следи еден збир на едноставни, но неверојатно мочни правила. Денес ќе се нурнеме во основните правила на енергијата, самиот концепт што го движи нашиот свет. Но пред да стигнеме таму, прво мора да решиме една мала загадка. Ајде, замислете ја сцената. Некој вложува максимален напор, се поти, целосно е посветен и тоа цел еден час. Интуитивно, што би рекле, па секако, се утепа од работа, нели? Меѓутоа, во светот на физиката, одговорот можеби ќе ве изненади. Точниот одговор, според законите на физиката, е 0. 0 джули. Тоа е стандардната единица за мерење работа или енергија, значи не е извршена апсолутно никаква механичка работа. Збунувачки е, знам. Ова е совршен пример како научните термини можат да имаат многу попрецизно значење од она што го користиме во секојдневниот говор. И еве зошто е тоа така. За физичарите, зборот работа не се однесува на вложениот напор, се однесува на конкретен резултат. Ако силата што се применува не предизвика никакво поместување, тогаш, колку и да имало труд, работа не е извршена. Тоа е фундаменталното правило. Нема движење, нема работа. Добро, ајде сега да го разложиме ова малку подлабоко. За да ја сватиме енергијата, прво мора кристално јасно да ја разбереме токму оваа прецизна дефиниција на работа што ја користат физичарите. Значи, еве ја официјалната дефиниција и всушност е многу едноставна. За да имаме механичка работа, потребни ни се две состојки. Прво, мора да има сила, некое туркање или влечење, и второ, таа сила мора да предизвика поместување на објектот. Ако недостасува која било од овие две работи, работа нема. И сета оваа идеја може да се представи со една многу едноставна математичка формула. Работата е еднаква на силата што ја применуваме, помножена со растојанието што објектот го поминува. Како што е прикажано тука, ако туркањето, односно силата, резултира со некакво поместување, тогаш добиваме резултат – работа. Ако поместувањето е 0, тогаш и работата е 0, без разлика на силата. Добро. И сега логично се наметнува прашањето, ако работата е резултат на сила и поместување, што ни е потребно за воопшто да имаме способноста да примениме сила? Токму ова прашање не носи до централната тема – енергијата. И ја веа дефиницијата. Енергијата, во својата најдлабока суштина, е капацитетот да се направи нешто. Може да се замисли како валутата на универзумот, што овозможува да се случуваат работи и промени. Без енергија, се би било целосно статично и непроменливо. Па добро, ама што точно значи тоа да се предизвика промена? Па, може да биде буквално се. Може да биде забрзување на автомобил, подигање книга од подот, загревање на шоја кафе или дури и светнување на сјалица. Сите овие дејства се всушност различни манифестации на енергијата на дело. Добро, сега кога знаеме што е енергија, време е да го запознаеме најважното правило што ја регулира. И ова не е само некоја теорија, ова е еден од најфундаменталните и апсолутно најнепроменливи закони во целата наука. Ова е неверојатно моќна изјава. Што значи ова? Ова значи дека вкупната количина на енергија во целиот универзум е константна. Таа никогаш не се зголемува, ниту пак се намалува. Само го менува својот изглед или својата локација. Ако треба да се запомни само една работа, тоа е оваа едноставна фраза. Таа е сршта на законот за запазување на енергијата. Енергијата не исчезнува, туку само се трансформира. И ајде да видиме како функционира таа трансформација во пракса. Кога држиме топка во воздух, таа има складирана или потенцијална енергија. Штом ќе ја пуштиме, таа складирана енергија се претвора во енергија на движење, односно кинетичка енергија. Слично на тоа, кога ги триеме рацете, механичката енергија од движењето се претвора во топлинска енергија, што ја чувствуваме како топлина. Енергијата не исчезна, само се промени. И токму примерот со топката што паѓа не воведува во двете клучни форми на механичка енергија. Онаа што зависи од положбата и онаа што зависи од движењето. Ајде да ги разгледаме малку подетално. Ова е клучната разлика. Потенцијалната енергија е, да речеме, складирана енергија што чека да биде ослободена. Таа е поврзана со тоа каде се наоѓа објектот. Од друга страна,
Кинетичката енергија е енергија во акција, активна енергија, поврзана со тоа колку брзо се движи објектот. Ајде прво да се фокусираме на потенцијалната енергија. Таа зависи од 3 работи: масата на објектот, или М, силата на гравитацијата, G, и најважно неговата висина, H. Многу едноставно. Колку е голема висината, толку е поголема складираната енергија. А еве и еден мал трик за оваа формула да стане уште поинтуитивна. Бидејќи производот од масата и гравитацијата е всушност тежината на објектот, можеме да кажеме дека потенцијалната енергија е едноставно тежината на објектот помножена со висината на која се наоѓа. Многу полесно за паметење, нели? Добро, а сега да ја погледнеме кинетичката енергија. Таа, пак, зависи од масата, М, и од брзината, В. Значи, колку е потежок еден објект и колку побрзо се движи, толку повеќе енергија на движење ќе поседува. Сега, обрнете внимание на клучниот дел од ова формула, а тоа е брзината на квадрат. Ова не е линеарна врска. Што значи тоа? Ако ја удвоите брзината на еден објект, неговата кинетичка енергија не се удвојува, туку се зголемува за цели 4 пати. Токму ова е причината зошто брзината е толку критичен фактор во физиката, например при сообраќајни несреќи. Сега, кога ги разбираме овие основни принципи, можеме да го прошириме погледот и да прашаме од каде доаѓа сета оваа енергија што ја користиме. Ајде да видиме како овие закони се применуваат во реалниот свет, поточно во начинот на кој го напојуваме нашиот свет. Сите извори на енергија што ги користиме, генерално, спаѓаат во 2 главни категории. Првата се обновливите извори, како сонцето и ветерот, кои се дел од постојани природни циклуси. Втората категорија се необновливите, кои се како резервоар со ограничена количина гориво. Откако ќе ги потрошиме, ги нема, барем не во човечки временски ранки. Обновливите извори ја користат моќта на природните процеси кои постојано се случуваат. Сончевата енергија е зрачење, ветерот и водата имаат кинетичка енергија поради нивното движење, а геотермалната енергија ја користи топлината од внатрешноста на самата земја. Сите тие се дел од еден постојан циклус на трансформација на енергија. Од друга страна, необновливите извори се во суштина складирана енергија од далечното минато. Фосилните горива настанале пред милиони години и се како батерија со ограничен капацитет што полека ја трошиме. И со тоа да завршиме со едно прашање што ги поврзува сите овие идеи. Ако енергијата не може да се создаде, туку само се трансформира, и ако нашите необновливи извори се само складирана енергија, од каде, на самиот почеток, потекнува сето тоа? Размислете за тоа. Ви благодарам на вниманието.